Најбитна работа овој рецепт е да имаш вертикална скара ко мојава. Монт Еверест, врхунац. Пошто ја пробав за ражничи и за гиро, изгледа дека е топ, денес ја пробуваме со цела кокошка. Гледаш што е жутиве пети, ахилови, ги чистиш. Пошто мене едно мало пиленце ми е доста, вие го сакате поише, направите ти поише. Спремно, така, го ставаш на страна, взимаш даска за сечење. Жалфија свежа. Нема боле вкус на месо да му ставиш жалфија. Ја сецкаш ситно и внимајте, не премногу, затоа што е многу силно вкус. Коковчето го отвараш со два прста испод кожата. Го раскомотуеш. Ја двоиш кожата од месото. Еј тука, жалфичка. Чанк. И унатре му ставаш жалфија. Го правиш жално пиле. И од доле го отвараш на градите, фактички пилешкиот стек. Тука ти му ставам цели ливчиња. Стари ова што го викаат во странски емисии, ќе наберам жалфија. А тука од мојата градина. И го облакаш, да не насти. На бато маслиново. Убаво го поливаш. Сол. Не штеди сол. Пошто има кожа, мука немаш. Сега, како сам човек да му стави на пиле сол и внатре? Не знам како. Бараш крупна сол. Сол крупна, лажиче ситно, отвараш и пъниш. Бивер. Наопаку. На страна. Уша малку маслиново. И го масираш. Го масираш се. Оно се опушта. Се осеќа како на плажа. На менцата. Бутоите, антицелулитна. Едно лимунче. Ова лимонче, пак домасируваш. Само немој да претераш со масажа, ќе му се уарни. После проблем фичо, што да му правам на пилео. Не ќе ја влезе у скарата. Пиленцето спремно, ја взимаш сабјава од вертикалната скара. Еј го. Са тука, ако си малце по емотивен, тешко ќе ти биде. Нему се секире и одма сака да седне, гледај. Ај овака, пошто сака да седне, ќе оставиме наопаку. Го жлебуваш на вертикалната скара, ставаш цел лимон одозгоре. За да не ти бега, му го ставаш одозгоре осигурачов. Едно тука, не ги ставаш сите, него само да не му текне да фати метак. Си го спакувал. Следен чекор. Почиња рецептот. Тоа е. Многу јака фора. Пиво, поставаш тајнече, четкичка, за да не се суши, а пивото ќе му даде страшно добра арома. Еј си го мачкаш по лецка. Си црташ, ко Пикасо. И вака повремено, на 5 минути, танк, кречиш. После вкусот добар, тоа е. Знаеш, убавите работи се у детајите. И пиленце би тука, ја да фатам салата да ти правам. Руколче, една китка, како мириса рукола, ја сечеш на 3 пати, на рати. Марулче,
Ево правиш. Значи на ситни. Гледаш? На леери. Јаболче. На половин. Најтенко што можеш. Листови. Семките сами ќе си паднат. Го расфрлаш. Еден лист од жолфија. Доволно е. Жолфијата е пресилен зачин. Као зачин го ставаш озгоре. Краставче. Половинка. Вадиш ленти. Лентици. Солца. Простофат. Малку биверче. Маслиново. Зелчево, другарче. Не пола, третина. Танко. И сега за да ги споиме овошјата, уставам сок од пола лимон. Сега за крај, значи за да комплетираш салатата, да направиш врската меѓу салатата и коковчево, правиш дресинг. Околу 5-6 грама сенф, лажица мед, малце солца, малце биверче и мешаш да се соединат. И сега си ја поливаш салатата озгоре. Сервираме, а? Ајде, батка. Се изгорех. Танк. И сервираш од околу. Прво идеш на зеленко. Ова е мојата гиро кокошка. Ако ви се свиѓа на вас, направете ја пред пријателите, сгответе за по дома, фалете се. Чао!